Задача 8. Кире имал 2 пати повеќе креони од Марија. Откако тој позајмил неколку креони од Марија, Кире имал 5 пати повеќе од Марија. Ако двајцата заедно имале 150 креони, колку креони имала Марија на почеток? Значи, сега да видиме што се состои задачата. Кире имал 2 пати повеќе прстни боечки од Марија. Ајде да го запишеме. Еве, Кире, Марија. Значи, Кире има 2 пати повеќе креони од Марија. Ако ова е бројот на креони што го има Марија, бидејќи Кире има 2 пати повеќе, таме 2 идентични правоаголници. Дека, откако тој позајмил неколку креони од Марија, значи позајмува нешто, ова го позајмува, Марија го губи овој дел, тој дел се додава кај Кире, овој дел веќе го немаме кај Марија, го добиваме кај Кире. Кире има 5 пати повеќе од Марија. Ова е делот што остана кај Марија после позајмување. Се обидам да го нацртам тоа во горните делови, и ако ви кажеме дека заедно имале 150 креони, може да се види од диаграмите дека делчето што остана за Марија во суштина го имаме горе еднаш, 2 пати, 3 пати, 4 пати, 5 пати. Овој дел Марија, во текот на задачата беше напишано дека Кире имал 5 пати повеќе од Марија, значи делот што остана со Марија е овој делот со црвено, тој дел треба да биде 5 пати, но тоа е можно само ако делот што беше отстранет од Марија, односно Кире што го зеде од Марија, е идентичен делот што и остана. Значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ако 150 поделиме со 6, добиеме, повторно ќе искористаме на стратегија за непроменливост на количникот, која велеше дека количникот на два броеви не се променува ако двата броеви, и деленикот и делителот, се помножат или поделат со еден исти број. Еве јас сега например ќе преполовам. 150 преполовено е 75, 6 преполовено е 3. 75 поделено со 3 е 25. Тоа значи дека Марија на почетокот имала 50 креони, а Кире имал 2 пати повеќе, односно 100. Откако позајмил 25, ова се позајмените од Марија, тој има 125, што е уствари 5 пати повеќе од 25. Што ја решивме и оваа задача.